Значи, едно е идеолошки да се третира некој и да се злоупотреби таа служба. Меѓутоа, со ова веќе дефинитивно се менјава судбината на личноста која што е предмет на истражување и остава трајни последици. Исто така, се земаат за право да ги проучат односите у семејството и по мајка и по татко, фамилиарни врски, нивна поврзаност со безбедносно интересни средини во земјата и во странство, заради доаѓање на сознание со кој може да биде компрометиран носителот. Службата во овој документ кој што има потврда за веродостојност од МВР признава дека компрометира луѓе кои што не им се допаѓаат и кои што на било кој начин не се погодни или интересни за нив, односно нивни поддржувачи. Исто така, они анализираат луѓе кои што биле во моја близина во прилично дискретна форма, така што не се знаело дека комуницирам. Се даде за право да ги анализираат нивните семејства, да ги најдат матичните броеви. Од оваа перспектива воопшто немате насетено дека околу вас за време на тие протести има кодоши? Гледате, протестите стануваат доста интересни затоа што сега се навршува 10 години од нивното одржување и гледам дека многу политичари, политиколози, професори, слободни мислители во општеството сакаат да ги коментираат. Несомнено стана еден момент на некаква пресвртница во општеството. Ја нема да кажам дали биле добри или лоши, затоа што тоа би било субјективно говорење од моја страна. Меѓутоа ќе кажам, ние бевме млада група на луѓе, која што група имаше некаков идеал. Не знам дали бил лош или добар, тоа историјата го проценува. Но ние за тој идеал стоевме, го работевме и не се сврнувавме зад нас. Тоа буквално значи дека не сме гледале дали некој не следи. Ние не моравме да мислиме дали некој пишува за нас досија, полицијата беше подготвена физички во униформа, видливо да се пресмета со нас. Тоа го имате како дел од документите што ви ги донесов снимените од тоа време, така што може да се види. Ајде да видиме, Режија, одиме со првото парче и моментите, значи, да навршуваат 10 години од студентските протести, во времето кога овој Филип Петровски се појавува на македонската јавна сцена. Tu domecis,